Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Гледам дека имаме работи кои што се од суштинско значење за нас, македонците, работи кои што треба уште во старт да бидат решени, бидејќи гледаме одлажен атентат, а всушност беше атентат на ВМРО ДПМН од 90-тите, докаде дојдовме и докаде стигнавме со ојачувањето на сектата која што е во секој сегмент од нашето општество. Но јас нема да ја вработувам таа тема денес. Ке се надоврзам на нешто што со години сум го истражувал и премолчувал, за кој што морав и да запишам некои работи денес, бидејќи темата е од суштинско значење за нас, за Ерусалим, за Македонија и за работите кои што се поврзани околу библиската тајна вечера, символот на светиот грал, пехарот, оганот и така натаму и така натаму. Дали можеме да почнеме да дебатираме нешто кое што ја менува целата историја на земјата и поради кој што многу пати сум ставан на животина од оние на кои што не им се допаѓа вестината за Ерусалим во Македонија. Добар ден и среќен ден, Тони, Стефче, Марина, Сонја. Добар ден за сите. Верувам ќе се уклучат уште неколку мина за да можеме да дебатираме на ова тема која што е од големо значење, тема која што сум потрошил повеќе децении од мојот живот, како и за се друго останато. Бојан, добар ден. Бојан, ќе имаме работа после 10. Би сакал да ми пишеш во порака кога, што и како сте на одмори, затоа што имаме одредени активности во Скопје после 10. Значи се работи за веќе практични дела и многу символики од Библијата кои што се сокриени, а кои што успеав да ги дешифрирам и кои што во наредниот период ќе ги представуваме, за кој што размислувам да правиме и трибини во повеќе градови, да започнеме од Битола, со прашање и одговори, бидејќи ова вистина треба да стигне во секој дом и вистината е таа што ќе ја додржи земјата во живот, а и што ќе се спротистави на ова секта која што не знае колку е доста и која што ако не ја попречиме ќе биде она заевото дека ќе се јадат веќе живи деца, не само да се горат. Спремни сме? Благодарам, Бојан.
Дали знаете дека Исус Христос е титула идентична како на Амон-Ра, кој што значи Исус просветлениот, а Христос божествено знаење. Така и градот Ерусалим го носи името на титулата, кој што е град каде што била и престолнината и акрополата на древната Сана, затоа што царот бил и како цар и на земјата и на небеса, нели, царот на царевите и кралот на кралевите, а истиот тој бил и врховен свештеник на храмот на љубовта, на храмот на древната Сана, или во превод Ерусалим би значил прима светлина или почетна светлина, прва светлина, единствена светлина, како сакате кажете ја, и за кој што основно јавно обвинителство кочани во спрега со лице кое е вмешано со дискотеката на Пулс на 16 март, една година пред кобното случување со Пулс во Кочани, крунисаниот доказ за градот Ерусалим и плочата едноставно ја украдоа и истата таа повеќе не е во депото на УВР Дувочани и јас оставам на Бог. Оставам на Бог затоа што Бог доволно ми покажува до денес дека сите ги обележува кои што се инволвирани во животината која што ја спремале врз Владо Павлов. Значи УВР Дувочани под капата на инспекторка Христина, вмешана и со дискотеката Пулс, наводно со директива на јавниот обвинител на Кочани, го одзима крунисаниот доказ и плочата која што ни го докажува местото која што ни го представува Кочани како Ерусалим. Тоа значи дека некој добро работи позади Владо Павлов, дека и ова видео додека сега јас го правам, службите се групираат и се обидуваат да дешифрирам што сакам да ви пренесам, а јас сакајќи тоа да биде македонска својина, да биде ваша својина, да ви ја поклонам, бидејќи од Бог е дадено тоа, а вие воопшто не сте заинтересирани, и маната е најмногу наоѓам кај вас, македонци мои, и вината за крадењето на овој крунисан доказ за градот Ерусалим Кочани од УВР Дувочани, под капата на Ојо Кочани, и сите оние кои што работат на уништување на македонизмот, а работат на уништување на македонизмот години уназад и милениуми, а најмногу во поново време тоа е од само нарачаниот атентат на Киро Глигоров. Замислете тумор на кој што му се ваде од фронталниот синус, измислуваат дека некој на овој илуминат, на овој сионски приорат, дека некој на Киро
ќе му направи такво нешто кога тој ја има титулата денес што има Ердоган. Единствено некој што може во тој временски период да направи атентат на Киро, тоа е самиот Киро Таушанов Глигоров. Не знам дали ги знаете титулите негови, и дека најблиски соработници му биле тој, Лазар Кулишевски, Лазар Мојсов, на кој што 100% имал верување Тито. Истата ова плоча, која што е украдена од онаму каде што ја чувавме, за да докажеме вистината и ова што денес започнувам да го кажувам, со факти и аргументи и практично со плочата, нели, го носи символот на цвеќето на животот. Значи, цвеќето на животот ни ја представува првата прима светлина. И доказ за значењето на името Ерусалим, кој што представува титула на царот на царевите и кралот на кралевите, кој што истовремено е и врховен свештеник во храмот на светлината. Ете, тоа е украдено, тоа е одземено под капата на Увара Довлочени, која што повеќе од очигледно е дека таа ништо не гледа. Таа е станала како албанците, нашите сограѓани, кога ќе ги прашаш нешто, за да не се објаснуват многу, за да не кажат нешто што не треба и налесно и да кажат не знам. Е, тоа е моје Увара Довлочени, со децении уназад, кој што работи на уништување на македонизмот во мојот град Кочани. Да се нема ни еден македонец во Увара Довлочени денес Кочани. Началници на Увара, инспектори и кој ли не, кој од кој поголем југословен. Ама кога е во прашање коката и сето оно друго да се поделе со дилерите, тие тука немаат гајле, први се. И затоа сега случајот со Пулски го водеме во Скопје. Не. Тука треба да реагира премиерот Тино. Овде во Основен суд Кочани. Овде во Основен суд Кочани да се воде процесот. Да видиме кој судија ќе го преземе во ова дувло, а не да ја префрлуваме топката во Штип, а Штип да ја префрлува топката во Скопје. Овде се десило, овде. Зарем ова не ве упатува, македонци мои, дека некој сака да си спаси дупе, што ја префрлува топката на Скопје? Каде што учесни са истите, каде што учесниците овдека се истите оние кои што го ставаа Владо Павлов во минатото на Жилотина и го украдоа овај крунисан доказ за Кочани дека е Ерусалим. Па така сега ќе плетиме мрежа и ќе велиме дека Охрид е Ерусалим, нели барата блиска. Јас уште еднаш ќе ги замолам Оридјани да се молат на Свети Ѓоргиот и на вистина Галичица може да ги отворят джебовите, па да го видат тогаш Охридското езеро какво било во времето на Свети Ѓорги Победоносецот. Па тогаш ќе велиме дали е било езерано, дали било тепси или било бара. Затоа и ќе постои се одека имаме Преспанско.
Зошто? Затоа што Охрид е родоначалник на сите оние денес кои што владеат со земјата. Венецијанските трговци. Ротшилд, Рокфелер. Сите имат потекло од Охрид, кој што го гаеле култот на аждајата или на Молохот. Кој што денес велите дека Охрид е Ерусалим, кој што нели е титула, и кој што треба да го има храмот на првата прима светлина. А тој храм е поврзан со символот на цвеќето на животот. И затоа сметаше откритието на Владо Павлов и мораше увора довлочени, а кој не, ако не увора довлочени, во спрега со Пролече, со Беко, со Кривогаштани, со Прилеп, каде што дефинитивно овие полициски станици се најголемите непријатели на Македонија. А за Југославија, за петокрака, да не зборуваме. Тогаш одма се стават петокраките, шамиите и на 25 мај со букет штафети ке носиме и све ке правиме. Ама кога е во прашање Македонија, нема врска. Каква Македонија? Вие сте модерен народ, вие имате модерен јазик, вие сте измислен народ. Ако не беше Лазар Кулишевски и Киро Григоров, до ден денеска ќе зборувавте српски во делот од Вардарска Бановина. Да, ама само за пред луѓе, иначе ние се уште сме Вардарска Бановина. Со тоа што дело стапуваме на Грција, нели Северна Македонија, а Македонија е Грција, ние сме северно од неа. И тоа е поклонот кој што нашите политичари 100% до ден денес сме го дадува на кралот на Грција, принцот Вилијам. Значи, ако зборуваме за Ерусалим, треба да зборуваме за цвеќето на животот. Многу ми е монотоно. Ве нема, не одговарате, не размислувате. Значи, уште еднаш, ако го бараме Ерусалим, секој град си има своја плоча, секој град си има своје бележје. Обележјето на Ерусалим, пошто е титула и името Ерусалим, е титула за престолнината бела на царот, според Владо Павлов, и на врховниот свештеник, кој што царот е истовремено и врховен свештеник или поглавар на храмот на светлината, која што во превод би било прва прима светлина. Една единствена светлина. Што значи дека Ерусалим би имал символ како титула цвеќето на животот. Немој да мислите дека овај атак што се прави врз Владо Павлов со нарачани собраќајки, со вмешани луѓе од судство, јавно обвинителство, бивша жена, извршители, нотари, водовод, Скопје, Пролече, Беко, Прилеп, Кривогаштани, дека се е случајно? Мислите дека се е случајно ова со Владо Павлов што го прават? Случајно и Палчо со онија тројца негови мускетари, кои што добија доживотно, со месеци го следеа Владо Павлов и го сликаа пред неговата куќа и децата му ги плашеа. А, случајно и тоа со тие тројцата мускетари. Случајно
случајно се запознал Кишишев со Палче. А Кишишев пред Палче со кого беше? Со Ниче Димовски. Случајно Палче беше пред акцијата во Бевери Хилс, тогаш во кафичот на Дарко Панчев. И сега Марија Талевска нормално дека не може да попушти. Си продала и мора да оди до крај. Не признаваат одлуки на управен суд, ништо не признаваат. Зошто? За да го спасиме Палче, за да го спасиме Чоколадо детето. Наводно они Палче не биле заедно. Спасителот на жалната. Значи на службата југословенска им сметат доказите од Владо Павлов. И крена со ноќ на долгите ножеви. Тие слики кои што ги гледате кај Палче, тие се направени од Кешишев и другите двајца мускетари. Затоа што тие во службата на тој начин работат. Јас сите лица ќе ви ги дадам со име и презиме. И на крајот ќе ви го дадам архитектот на сето ова на кој му смета Владо Павлов и зошто ова хајка против Владо Павлов. На кој што најмногу покрај Владо Павлов патат неговите деца поради ова секташка организација. Секташка злосторничка организација, каде што е во секој сегмент на општеството, во судство, во јавно обвинителство, нотари, извршители, судии, директори, олигарси, урбана мафија, да ти се згаде животот. Да ти се згаде животот кога сето ова го дознаеш. Јас пак ти кажам, досега Бог сите ги обележа. Така да, кај сите тие денес, архитекти на уништување на животот на Павлов, повеќе им расте метаболичкото ниво на CO2 во организмот и концентрацијата на CO2 во крвта, која што ако расти метаболичкото ниво на CO2 во организмот, расте и концентрацијата на CO2 во крвта. И како резултат на овој процес, нивната pH вредност им се намалува. А тоа значи зголемување на киселоста на крвта. Зошто? Затоа што живеат секојдневно под стресови. Тие 30 до 50.000 евра, кои што ги добиваат судиите во разни банки и обвинетелите на некоја друга вредност, на некоја друга основа, мислите вие македонци мои дека им се удобни по некој друг основ. 30.000 комерцијална. По некој друг основ. 50.000 НЛБ. Дали знаете колку собственици на куки кои што се градат овие згради низ Македонија и во Кочани се уништени од овие судии? И мислите дека тие спијат мирно? Како што спијат мирно оние што сакат да го загушат востанието на Владо Павлов со вистината за Јерусалим? Не, македонци. Еве јас ви велам. На ним им расте метаболичкото ниво на CO2 во организмот. А тогаш расте и концентрацијата на CO2 во крвта. И затоа поголемиот дел од нив имат леукемија или имат канцери на одредени органи.
И тоа е кармата од Бог. Милионите евра не значат ништо кај Бог. Исто како она сега што го прават со пониква. Јас знам потпуно зашто се прави ова со пониква. Рехабилитацијата е поради внатрешните дишни патишта, а не поради раните, а не поради изгорениците. Ама затоа ќе почекаме 2 години и ќе видиме што ќе се случува со Кочани. А јас до тогаш ќе молчам. Бидејќи пониква не може да го стимулира респираторниот центар во мозокот кој е одговорен за стимулација на диафрагмата на градниот кош. И нека малку проверат докторите дали е забрзана нивната белодробна вентилација. И ова не џабе го споменувам како увод. Го споменувам поради тоа што е поврзано со оганот. Ние треба да имаме зголемено количество на кислород наспроти CO2. Бог на крајот ќе каже се. А јас нема да молчам. Ќе кажем на крајот и кој ја пикирал куќата наша, и кој го пикирал местото, и на кого му е било потребно, и зошто му е било потребно, и зошто направија ваква хајка, не само поради делата, туку и поради местото, и некои други откритија кои се поврзани со текешински лозја, со мородвис, со лукубија и така натаму и така натаму. Да, Тања, жално е. Жално е. Затоа што гледаме дека се уште некој Палчо го прави цар и го прави Бог и верува дека ќе се ослободи. А истите тие имале намета преку 30 луѓе да бидат ликвидирани. А колку уцениле? А колку заплашиле? Како што мојата керка Маре месец дена не смееше да излегне од дома кога беа овие хајки со ова багра сатанистичка. Со сето оно што го правеа. И ќе убедува Палче, а оне другиот ќе се прави хероик. Не му може никој ништо. Па зато и денес се борат толку јако. Зато и денес не попуштаат. Кај ќе биде крајот на Марија Талевска ако е тргнеше сето оно што бесправно го има направено со Бевери Хилс. А истата точно знае кои се актерите од општина Центар, на кој што верно му служи на ова секторска организација. Градоначалникот на општина Центар е тесно поврзан со Кочани. Замислете каква секторска организација има во Кочани. Замислете во Кочани владеат други закони и на некоја чоколадце му дават тендери во водовод.
Дај молам ви се. И со моите БМВ патики, на него му е загрозен живото, го следеле господинот. И одма во Беко телеграма и одма телеграмата стигнува во Кочани. И одма одеме во лавиринтот. Беко, увара до Вочани, и ако треба некој нарачен убиство, тука се Кривогаштани и Прилеп. Ајде увара. Па кога дојде на местото на злочин увара Прилеп, самата се почуди како овие луѓе останаа живи. Па затоа еден од тие сега ќе работи Малтер ке меша. Другиот ќе почини извршителот, а третиот да не зборувам кај е. Нека си ги барат во Прилеп. И таму Бог ги обележа сите. Како што овде во Кочани ги обележа. И навистина ќе и расне метаболичкото ниво на CO2. А со тоа и концентрацијата на CO2 во крвта. И ќе им нема спас, затоа што живеат под депресија, под стресови, бидејќи си продале дупе. Ова е увод на оно што сакам да ви го пренесам, а тоа е сега, каде што завршниот дел ќе биде точно представен за што, како и све. Ве молам, немојте да ми продавате пувки и приказки за вадење на туморот кој што му бил направен на Киро Глигоров во војна болница, на од фронталниот синус, да ме обидувате дека некој со навигација, со дрон, штрафнело хоризонтално кај фронталниот синус. А од звукот во најмала река, од тие 2-3 килограми ТНТ, не му пукнало ушното тапанче. Можете да спиете колку сакате на тоа уво, можете да плукате, можете што сакате да правите. Ама не ме обидувајте дека старецот бил во автомобилот. Бидејќи ако ме обидувате, ќе знам дека сте фрчкополи и сите вие и бранковци. Затоа што има атентат на ВМРО ДПМН кој не постои денес. Ги нема. Бидејќи ако постоеше вистинското ВМРО ДПМН тогаш, кој ќе уништено со овој лажен атентат, ниту влашка приватизација ќе имаше, ниту промена на името ќе имаше. Па сега вие размислете, дали бил случаен или не атентатот на кој што Киро не бил во автомобилот. И не ми треба награда од €1.000.000 кој што се уште стои. Нека се земе Фрчко за него. Извршител на овој атентат. Повикувањето на Светиот Грал. Имаме побитна тема, но го споменав она не случајно со зголемувањето на метаболизмот и на CO2 во крвта, од каде што се болни сите овие олигарси, а додека кармата им е толку голема што нивните деца навистина треба да им се помогне. Кој е на кокаин, кој е на коцкање, кој е не знам на што ли не, а тоа е се поради оно што го правиле родителите. И навистина треба да има опростување за да децата им живеат слободно и уживат во благодетите на животот, а не на оно што го направиле родителите нивни против Македонија.
за да денес уште ние останеме како Југославија од сите овие Југословени. Значи, повикувањето на Светиот Грал не повикува на една вистина и ни го представува Давидовиот меч. Овој Давидов меч го имате на неколку икони со Исус, а го имате и на Архангел Михаил. Го имате и на војнот на конј. Кој што се разликува од нашиот Александар, кој што е духовен воин. И сето ова треба да го поистоветуваме со светилиштето на Илија и титулата за кој што пред малку зборувавме, што значи Ерусалим. Значи светлината и првата прима светлина. Каде што историски сопругата на Соломон го ставила оружјето кое поседува единствени небесни квалитети, кое што треба да го ослободи оној кој владеел со надчовечки атрибути. И секогаш станувало збор за поклон со две острици, бидејќи оној кој ќе се докаже доволно смел да го користи, требало да наплати голема цена. Па зарем не велат дека второто Исусово доваѓање е со меч кој што ќе сече од двете страни, или меч со две острици? Символиката на мечот е многу битна, што треба да ја дешифрираме сите заедно, за да дојдете до заклучок зошто архитектот на секташките действувања толку жестоко кренал против Владо Павлов. Значи, ова поврзаност ќе добиеме и со Питија. Каде што гледам денес, одма Питија, Битола ја споменуваат, одма се мене, се дешифрира, одма Дзидо на Плачко ќе го најдеме на Пелистер, а овде имаме плани на Плачковица, никој не оде да плаче освен јас. И така натаму да ти се згаде во животот од се оно што го гледаш од својот народ што прави, кога ќе дознае нешто од Владо Павлов. Зарем не е мизерно? Значи секогаш станувало збор за меч со две острици. И ова е поистоветено со второто доаѓање на Исус. Ќе дојде со меч кој што ќе сече со двете страни. А всушност ни ја прикажува вистината за библискиот Свет Грал, за пехарникот. А замислете, борец од бела го носел името пехарник. Ако го раздвоиме Давид, каде што гледам многумина денес го представуваат ова од Владо Павлов што пред 20 години го има пишувано и во неговите книги, ќе дојдеме до следниве заклучоци. Да,
значи дава вид, значи виделина. И пак ќе дојдеме до некој што дава светлина. И пак ќе дојдеме до титулата за значењето на името Иерусалим. Ама вие пак ќе кажете утре: Иерусалим е во барата плиска денешен Охрид. Зошто? Затоа што венецијанските трговци ги протерува Свети Ѓорги од овде, кои што го гаеле култот на аждајата денес на Молохот, и се истите оние кои што учествуваат секаде со жртвувањата. Пак ќе ви кажуваат приказки како од Александрија до Венеција стигнало телото на Александар. Пак ќе ви кажуваат приказки за Свети Марко, па за Лаво на Марко и така натаму и така натаму. Зошто? Затоа што утре Охрид треба да биде Иерусалим, а Иерусалим е родоначалник на Венеција. И на крајо Александар треба да биде поклоник на аждајата на Молохот, како што тие сакат да направат за создавањето на едната светска влада и за создавањето на и за кроничувањето, нели, на Антихрист. Воопшто не треба да се противрекува дека старозаветниот Давид од Библијата е носител на виделината, носител на светлината. И пак ќе дојдеме до цвеќето на животот, кој што е украдено од увора довлечени под капата на Зечевич програма во тој временски период. Ама ќе ви кажат сите оние кои што учествуваа во времето на владењето на СДС, биле најголеми ВМРО-вци. Така е, ќе се играат пинг-понг колку сакаат тие со нас. Ама вистината е сосема друга. Значи, ако заклучивме што значи Иерусалим како титула, ако заклучивме што значи Давид, треба пак да дојдеме до Давидовиот град од Библијата, или треба истиот тој да го поистоветеме со символот на светлината, цвеќето на животот, украдено од увара довлечени, наводно не сакајќи го видел јавниот обвинител на овој окочени и рекол: земајте и таа камена фигура. Па покрај неја и 2 гипсини на Владо, земете му ги. Па ние не можеме, ротари пожарната испраќа: сечи мајсторе. Па зарем Владо Павлов, ако таков доказ сакал да го скрие, немало со пурпена да го заштитува овде, се додека не се направи музеј? И зашто Паско Кузман 2006 го вфрли? И него, и пчелата, и многу други докази. И продолжувам. Значи не треба да се противрекуваме дека старозаветниот Давид од Библијата е носител на светлината. Тоа значи дека станува збор за символиката која што се крие преку Илија. Исто и со Адам. Ако А е А и е рамнотежа, Адам е давам. Тогаш Адам е оној кој ја дал рамнотежата. Каде што од самото име произлегува од Едом, едно од повеќите имиња на рајската градина, што всушност пак ќе дојдеме до светилиштето на светлината.
И со нов доказ сега ќе ви представам дека се работи за светилиштето Делфи. И сега пратите Ерусалим, Давидовиот град, Делфи. 3 работи идентични за една иста локација. И сите тие 3 работи се поврзани со украденото цвеќе на животот од инспекторка Христина, каде што се уште не е заведено под нито еден записник. Истата она која што не знаеше да го посети Деко во Пулс и да му кажи за неправилностите. Ама во Класик ќе пиеме кафе. Како оние многу мои кочанчани кои што секој ден киснеа во Класик, секоја вечер одеа во Пулс и за нив Пулс е најголемата штала. Да, од надвор, ама од натре е како летачка чинија било. И не беше штала за никого од нив, па ните зове веде градоначалник. Секој ден. 2 мандата имаш. И никогаш не споруваше за ништо, току сега ги изиграваме ние. Значи 3 работи. Делфи, Давидовиот град и Ерусалим се поврзани со иста локација. А сите 3 работи се поврзани со клучниот доказ цвеќето на животот, кој што ни ја представува првата светлина. Ама некој, како што сега јас ова го објаснувам, во службите седи и размислува со Паско Кузман. И кога ќе дознаат што сум дешифрирал, тие се први од сектата што треба да направат проблем. Затоа што ако го воскреснеме Ерусалим, треба да ја воскреснеме Бела во Македонија. А што значи воскреснувањето на Бела Ерусалим? Враќање на сеќавањата на македонските цареви, на кои што не случајно Рим ја уништил Бела и ја преместил за да не будат сеќавањата на Филип, на Александар, на Архелај и така натаму и така натаму. Ама затоа денес Тито го стави во густа темнина. Зошто? Затоа што вели вака: сврстината на сила на тој што ме втемили овде. И Кочани ке носи штафети. Нека носи! Бидејќи цврстината на сила е кај Тито. А чиме кај Тито е кај Југославија. А чиме кај Југославија, Македонија не постоje, бе, македонци. Остајте што ме манипулираат овие 2 Киро Глигорови партии. Така манипулира, не се мени името, ова ќе правам додека воздух дишам, исто ќе биде и ова со бугарите. И мора да се деси тоа. Затоа што тоа е последното. И тоа ќе биде пепелта, за да Феникс воскресне. И после пак ги се ударате во гради. А истите кои што денеска се удараат во гради како најголеми македонци, тие ви го сменја името. Тие најмногу помогнаа на Зоран Заев со бойкотирам. Ама пуста ваша карма за работичка, за керкичка, за кучето, за мачето да ми го вработат. Заборавате на се. И тоа е ваш проблем, не е наш проблем. Тоа е како што јас сега гледам, то нам се повеќе и повеќе ме уништуваат, се повеќе и повеќе нарачани хајки. И јас знам што ме очекува. И не прикинувам со вистината да објавувам, а да ја премолчувам. Ја до сега немаше да имам никаков проблем. Е па што е, бе, македонци, тоа внатрешно во мене, ем знам дека тонам, ем знам дека
се гушам дека му уништуваат, а јас пак го промовирам она што е вистина. Па зарем толку сум ја луд да не гледам или туп неупотреблив? Што е тоа толку посилно од мене, кој што знае дека ќе ме уништат, ќе ме донесат до работна екзистенција со големи материјални штети што ми се направени овие години. Ама јас пак зборувам. А оние кои што треба да си го вработат мачето, трајте. Зошто? Затоа што после мачето треба и кучето да си го вработиме. Па бидејќи сите други се вработени. И тие ги ти кажат дека молчењето е злато. Не бе, маја, не бе, македонци. Молчењето ви е купено со работичка на мачето и кучето, кои што веќе сите сте вработени, останало уште мачето и кучето да ви го вработат. А Македонија? Па што ми е гале за Македонија, бе? Не ми интересира. Па не ли е бедно и мизерно некој од СДС да зборува сега, да ја нагласува нашата земја со името Македонија, а тие го менат? Не ли е бедно истото тоа да го прават и ВМРО, ДПМН, да ти нагласува името Македонија, а тие се бойкотирали, мисто го направија? Е па затоа им смета на југославените ова откритие на Владо Павлов. Мислите дека Тино не знае кој е Владо Павлов? А што да прави Кутрио тој кој се врзал? И кој ќе треба да се мени власта, доста ти е, ќе правиме смешки сцени, ќе правиме дека сме, нели? Не бе, нема врска, не са соларните панели. Какви соларни панели? Кравите са! Немаме крави! А погледнете ги сите ридови кај што имало пожари, ќе видите дека Ангјушев, Вицето, синчето на Заев, нашиот кондуктор од Кочани, и кој ли не, да не ги споменувам, сите целите ридови ги запоседнале со соларни панели. Е, па сега толку да има случајност, каде има пожар имаме соларен панел. И ова екипа наша, која што е земска и небесна, сега ќе ги истражува пожарите во Прилеп и Новаци. Затоа што знаеме кој што спрема. Затоа што ги знаеме актерите од Нижо поле што имат за цел да направат овде соларни панели. Каде што едниот олигарс прашува и го прашувал мој човек кој е дето што било чувано Јован Бигорски. Па не го праша другар ми, ја ќе ти кажам. Антихрист е чувано Јован Бигорски. Треба да знае македонски. Праша ја Софијанова. Ке закашла малку, одма Софијанова трче. Прашате го Никола Груевски на кој му се поклони. Со цела фамилија беше Никола Груевски кога беше дето таму, кај Партении. И жена, и деца, све беа со Никола Груевски. Прашате го Ѓорги Иванов. Ета јас од денеска ви велам. Следете ги пожарите во Новаци и Прилеп. Обележете ги местата и пратете дали утре ќе има крави или соларни панели. И потоа ќе немаме балансирање на електричната енергија, нели? Ќе немаме акумулирање. И ги велиме праскалките го направија проблемо. И продолжувам. Значи сега оно што треба да се исфрли од крунисливиот доказ на јужниот сосед од равнотежа
е тоа дека племето грци и елени не е едно исто. Тие гледате од елени во грци, елини во грци, тие утре од грци во македонци ќе станат. Како што го прават Охридска епископија пред очите на сите вас, го тргаат вистинскиот лик на Исус и ви го ставаат црноморестиот со персиско брадиче, со црни очи и кафени вдлабнати, со црни или кафени вдлабнати, со црноморест лик. Така и овие пред очите од грци ќе станат македонци, како од елени станаа грци. Затоа што поимот еленизам всушност се однесува на древните пајонци, од кои што се родоначалници на македонците. Значи, Македон е прво цар на Пајонија, а Македонија е после неговите дела. Значи, Македонија е настаната после Македон. По името на царот на Пајонија се мени името на тој дел Ематија во Македонија. По Македон. Земјата што донирала најубав мак. И покрај тоа што историчарите, например, ги нарекуваат елини, тие всушност и не биле атињани. Тие овде доаѓаат и си ги присвојуваат нашите работи. Тие се арапски семити, кои потекнуваат од Сем. А македонците потекнуваат од пајонците. Или библиско кажено, од третиот син на Ное, Јафет. Јафетите. Аргумент дека еленизмот е период состојба, а не нација, како што не лажат и манипулират сите. Затоа, оние кои што ги знаете како евреи денеска арапските семити, немаат никаква разлика во Израел и во Грција. Тие се браќа. И кога тие стануваат браќа, а се борат за Македонија, каде што утре ќе бидат македонци, а ние северно од нив, нормално е дека нивните браќа ќе дојдат од нивната ветена земја Македонија. И вие пак ќе аплодирате за зградите, за патиштата, за железничкиот сообраќај. Дека го прави Заев, Никола Груевски, Мицкоски, а всушност кој го прави? Го прават оние кои што треба да го објават ова што јас пред нив ви го кажувам. Со докази и аргументи дека вистинскиот Јерусалим е овде во Македонија. Затоа смета Владо Павлов. И затоа ова секташка организација не е многу бројна, ама е секаде. Тутур на Београд кој е? Лондон. Тутур на македонците кој е? Белград. Тутур на Лондон кој се? Арапските семити. Кој го контролира? Кој ја контролира Англо-Америка? И Трамп. И го завршувам ова видео со овие докази кои што ви ги дадов и ги поистоветувам практично со украденото цвеќе на животот од Увара Довлочани под капата на Ојо Кочани, дека се работи за една вистина, а таа вистина вели дека денешно Кочани Јерусалим, па дали случајно или не е метнато Кочани 2030, дали случајно или не Америчка амбасада
или америчко кале го обележаа споменикот од НОБ, дали случајно или не Сашо Мијалков го обележа Алекс, сега останува уште ова место кој ќе го обележи и кој е тој мажу што ќе губи Владо Павлов, ќе го намести, за да го обележи ова место за браќата на арапските семити од Блискиот Исток да дојдат во Македонија. Што значи дека оганот го символизира македонскиот кутлеш, македонци мои. А тоа е кислородот. Ке имаме второ јавување на ова тематика со докази за Ерусалим дека е Титова и дека е поистоветена со вистината за Македонија, а не со Израел, и дека не случајно ова секта отвара жестока битка против мене овие години уназад, поради тоа што во нивните центри се дешифрира ова што Владо Павлов ви го кажува, а не би биле центрите такви силни како денес ако не би биле оние блиски соработници во минатото со мене, па дури бившата сопруга шпион нивен. Сега појасно ли, македонци мои? Ајде сега сакам да ве прашам, дали ви е појасно дека оние шпиони кои што доваѓаа и оној кој што бил до мене најмногу помогна оно што требаше вие македонците да си го имате за вас и да се спасите од ова секта која што е тука од поново време, од послем само наречениот атентат на секташ број 1 Киро Таушанов Глигоров, кој што е актер на уништувањето на ВМРО ДПМНЕ, кој што е актер на создавањето на ВМРО ДПМНЕ ново, кое што јас би го денес рекол демократско алтернативно ДПМНЕ. Како што утре ќе биде, нели, социјалистички, социјалдемократски знам, со млекце и со водачот на удба. Затоа Владо им смета, затоа има многу купени души од идеологијата на Владо Павлов што сакаше да ви ја поклони, затоа домашните предавници се број 1 и затоа домашните предавници денес се најзаштитените и во судство, и во обвинителство. Ти изиграваат жртви, ќе работат на 3 места, ќе ги штитат. Јавно обвинителство на Кочани нема да го спроведе, ќе го даде на Штип, Штип ќе даде, јавно обвинителство на Штип ќе кажат да, не е измамник, а фантом фирми, фантом фактури. Ке дојде денот кога сите ќе си кажат зошто го направиле тоа на Владо Павлов, кој им ја купил душите на домашните предавници, дали им ја купена со пари, со уцени или со тендери. Ете, јас ви уверувам во тоа. Уште еднаш, Делфи, Давидовиот град, Ерусалим, се 3 работи кои што се работат за една иста локација. 3 работи кои што се поврзани со вистината за Бела и престолнината, која што е изградена и од Филип. Што значи дека цвеќето на животот, ако припаѓа на првата светлина, на првиот храм на светлината, на древна Сана, тој припаѓа и на Бела, или латински, како што знаат мијатите, кои што се кријат како најголеми македонци латини тија, поголеми нема од нив,
ние сме багра, ние сме никој ништо. Како што велат пела, латински. Зошто? Затоа што храмот на светлината и Бела биле заедно споени. Еден зид од храмот е поврзан и со градењето на Бела. И што ќе дојдеме до заклучок? 4 работи се поврзани со цвеќето на животот кое што е украдено од основно јавно обвинителство Кочани и од Увара Довлочани, а тоа се Давидовиот град, Ерусалим, Бела и Делфи. И ќе кажете дека случајно е украдено. Јас пак ќе оставам се на Бог и ќе им докажам дека се играат со оганот од Бог, се играат со мечот на Исус што сече од двете страни, па не хода ти понатаму до крај со Владо Павлов со се што прават против мене, за сето оно што ние го правиме за Македонија, само иницијативно на наша доброволна база, не бараме од никого и нека терат. Нека терат, што да ви кажам друго. Ама да знаете едно, дека таа светлина и тај оган, тој меч е поврзан и со бунарот на оганот, со Еремија. Така да мечот кој што сече од двете страни е символ на македонскиот кутлеж. Тоа е светлината и топлината од Бога дадени за македонскиот изберен или изреалит народ, кој е идентично на Исус Христос и на Амон Ра. На двата близначки пламени и на стариот пронеден доказ во Кочани на златниот прстен од двоглавиот орел. Тоа се двата близначки пламена. Тоа е мечот што ќе сече од двете страни. Тоа е символика на оганот, на питија. Тоа е символика на оганот внатре, во нас. Идентично на пир и мида, пирамида, кој што исто така е огонот внатре. Ајде сега удрете најсилно вие другите, на кои што ви смета ова вистина, на кои што овие арапски семити и овие сатанисти ви ја купија душата и ви ја направија черепи и коски. Ајде удрите најсилно, повторно измислувајте. Само го немате дечкото со личната карта, кој што треба од Увара Довлочани, да спроведува записници, да мене записници. Увара Довлочани, избирайте памет. Бог е голем. Не го пренесувајте Кочани на Пониква. Оти Бог ги сака децата и повеќе нема да ви дозволе да правите никаква трговија со децата. Не ги префрлувајте бизнисите на Пониква, Увара Довлочани. Бог се гледа. А Кочани, ако не требало да биде тоа што треба да биде од Бог, немало потреба ни ваков будала човек да се јави од Кочани, според вас, нели? Забеган, будала, ненормален, глуп, туп, неупотреблив.
Ама јас сум овде и од овде вие кажувам вистината и покрај се што се прави против мене. Ама Палчо ќе го чува тој шутка. Што не го пушта тој Идрисово? Нека го пуштат во Идрисово. Јас иди да во Идрисово, не сум наместил никого. Нека ме наместат, нека идам. Ете Палчо нека го пуштат тој Идрисово. Па да видиме како ќе помине со неговите фингирани сценарии што ги правил кон сите. А едно чоколадо дете во 20, 21, 22 беше многу силно. Па Палчо не можеше да му се спротистави. Види приказки. Приказки кои што ги видов и кои што ги знаев. Само до Палче треба да има и уште некои други. Не е само Палче. Тука и Мичо Крокодило. Тука и Столе од Канал 77. Сите тие се поврзани со тие бомби нивни. Она што си он правил со неговите тројца москитари, тоа си негов проблем. Тука е еден новинар од Цител од Источна Македонија. Ги знаеме сите ние. Да набројаме уште кој други ги има. Ќе се тепаме да шпионираме, да следиме, да оценуваме, да демнеме, упораки да пишуваме куќата ти ја следиме од денес, децата ти ги следиме, како свечка ќе да расхлопиме, па дури и на Кукузел тоа јавно да го пишуваме. Зошто? Зошто? Затоа што Палчо вистината за Македонија дозна од Владо Павлов, како претходно Ниче, кој што манипулираат дека е или ми треба местото на Владо Павлов. И откритијата на Владо Павлов за да градиме згради. И згради на гроб да ставаме, и згради на престолнина да ставаме. До сега би беше се успешно. Ама понатака ќе видиме. Ќе видиме дали ќе ставите зграда на местото на оганот на Еремија. Мечот го символизира оганот. А оганот е Богот во нас. Оганот е кутлешот. Оганот е кислородот, кој што ги горе протеините и јаглено-хидратите ни дава енергија. Тоа е мечот во нас, Богот во нас. И замислете, тоа го знаеле македонските цареви, кои што денеска ги смејувате и ги правите најголемите овчари. А светлината е негативниот ион или етерот, без кој не може да се запали кислородот во телото и без кој нема живот. Така да, ако ја правиме најпрво еденската градина, најпрво треба да има оргонска пирамида. Затоа што ние можеме да имаме во изобилство кислород, ама ако немаме негативен ион, џабе е све. Имаме зголемено количество на јаглероден диоксид. Затоа оние кои што се ставија во улога на Бог имат поголемо количество на јаглероден диоксид во крвта, затоа што немат негативен ион. Имаат се помалку и помалку негативен ион и се помалку и помалку им се намалува нивната запалка да им го пали кислородот во телото и умираат.
И нека ми се смее секој, нека ми се подсмева. Ама јас ќе направам една емисија со факти кои што ги имам овде. Ова се факти кои што ги имаме, овие факти од луѓе кои што не пцувале, кои што не вреѓале, кои што викале Павлов почивај во мир, и луѓе кои што видите, ова се све докази од Facebook со години уназад, каде што стојат сите стојат запишани, кој што пишувал и кој што правил. И замислете од овие што ги барат, од овие што пишуваа против Владо Павлов, што ме исмејуваа, што ме вреѓаа, што сакале наводно деца да им чувам некогаш, да ме убиваат, да ме сечат на парчиња, 50% од нив се мртви до денес. Во ова папка има 50% што се мртви денес. Во овие деценија и пол што работеле против мене. И ќе направам специјална емисија што пишувале, што правеле и каде се денес. Затоа што немат љубов. А кога немаш љубов, имаш големено количество на CO2. А кога имаш големено количество на CO2, ти си веќе мета за да имаш канцер во организмот. 50% од ова папка, која што е издвоена овие 15 години, 50% од нив се починати. А дел од другите се заболени од тешки болести. И која е разликата од мене и од нив денес? Ајде, кажете ми, која е разликата од нив и од мене денес? И зошто не го прифаќале Владо Павлов кога на никого не му сметал? Луѓето починаа од нивната депресија, од нивното его. Така да, останете ми во здравје. Верувам дека свативте што значи Македонија и верувам дека свативте дека грците или арапските семити преку Северна Македонија со помош на СДС и на ДПН тогаш, со за и бойкотиран, припремаат терен за нивните браќа од Блискиот Исток. Каде што верувам дека ова што денеска вие го бойкотирате од Владо Павлов, на голема врата ќе се споменува и на голема врата ќе се зборува за Ерусалим во Македонија, за поврзаноста на Исус со Македонија, за поврзаноста на Александар со Македонија, денес Северна Македонија, нели? Оние кои што го смени името изедоа и се напатираа од тоа, кога зборуваат, не кажуваат Северна Македонија, Македонија. Пази, видите македонци колку е мизерно ова. Ја ви дадов пример и пак ќе ви дадам пример во емисијата со Стојан Наумовски, кој што исто така е поврзан со ова екипа на соросвидни секташи. Па и Канал 77 е радиостаница која што е создадена од сектата Сорос заедно со А1 и многу други телевизии и радија, да не ви ги споменувам, во друга прилика ќе ви ги кажам сите кои што се зеле пари и колку пари зеле од Сорос за да ги формираат и на кој служат истите тие, нели? Како што сега, нели, на пример, Европа 92 и дотичниот господин Веспасијан Радко имат такво осветлување, имат такви камери, ама увара довлочене не може да ги потраже камерите од Радко, Европа 92 Веспасијан, да видиме што се случувало околу дискотеката Пул, затоа што над дискотеката живее дотичниот Радко. Ама да е некоја манифестација за ротари, тука е заедно и полицијата, тука е заедно и судството, обвинителството, Радко и кој или не, УЈП, УВР, сите, брат.
Кармата ќе продолжи да се ја добива Србија. Ќе има емисија, ќе ви докажам. Само така ви споменувам. Затоа што видовме што направија во Србија, требаше да биде 16 март, денот во Кочани, кога се запали дискотеката Пулс. Со дух, ум и фанатизам за Македонија, не прекинувам, ќе се борам до крај. Кој се приклучувате, повелете, кој не останете со сектата да ви ги јадат и горат децата, и то си е ваше право. Не ви наоѓам мана, прифаќам со љубов, а вие секташите прифатите го и Владо Павлов со љубов, што ви ја кажува вистината, како сте испреплетени како црева и како сте направили Горделев чвор во служба на Молохот и во служба на Антихрист.